Големо невреме со екстремно силен ветар попладнево го зафати Скопје. Повредени се неколку лица, според последните информации, веројатно десетина од пад на дрвја и разни предмети. Невремето траеше кратко, но направи огромни штети. Тамара Дичовска во овие вести ги има последните сумирани информации. Тамара, повели. Да, половина час невреме во Скопје, како што каже ти, траеше кратко, меѓутоа беше доволно за да направи хаварија во главниот град. Паднати покриви, лета покриви насекаде, повредени лица, меѓутоа имаше и пожари. Ние во моментов, како што може да се забележи, се наоѓаме во населбата Карпош 3, ова е улицата Радика 5. Како што може да се забележи, тука паднате цел покрив од зграда. Покривот е паднат врз неколку автомобили. Некои автомобили се целосно, еве може да се погледне, демолирани, некои се делумно оштетени. Тука патот е непрооден, како што може да се види и сега каде што покажува снимателот Филип Поповски, се паднати дрвја врз речиси сите автомобили на жителите кои што живеат тука во зградите. Меѓутоа, како што велат и они, за среќа нема повредени лица, се работи за материјална штета, меѓутоа сепак и материјалната штета е огромна, како што може да се забележи. Еве, тука има еден господин кој што ние дојдовме пред речиси половина час тука, меѓутоа е заглавен во влезот и не може да излезе од неговата зграда поради покривот што е паднат тука. Еве, господине, колку време чекате и не можете да излезете од вашиот влез? Повише од пола сат. Така? Повише од пола сат нема никој. Јавено е. Комшиите јавиле дека треба да се расчисти. Ова не може да седи тука. Не може деца да се шмугнат под ова. Не е безбедно. Имате вие еве штета тука, претпоставам? Две коли мој под покривот паднат на нив. Еден црн Мерцедес и сив Мерцедес. Еве се надеваме ка службите во најбрзо време ќе дојдат за барем да може да излезете од зградава. Да, тука да, ситуацијата е сериозна, особено тука и нова улица, како што можев ја да поразговарам, и тука има и граѓани кои што и претходно ни кажа дека ги затекнало невремето и всушност еден од граѓаните тука кој што се нашол буквално во овој предел што е помеѓу автомобилот и оградата се скрил за да може да го избегне невремето, да не му падне покривот, бидејќи тука буквално летале покриви од силниот ветер и дожд кој што беше предпладнево во Скопје, но за среќа, како што кажав, тука се уште нема повредени, но во продолжение предлагам да ги чуеме и граѓаните што велат, каде биле затекнати од невремето, колкави се штетите и колку време се заглавени тука во населбата. На кровот и падна 3-4 дрва и го гледате нередот што е настанат и резултатот на... да се направи записник или нешто. И сега чекаме, да се направи. Ваши возила се тука сите во Тука. Во моментот кога дуваше, само ја и него бевме тука и додека разговаравме што како почна да паѓат, колегата се скри таму, ја немав каде, легнав тука, се повреди да Жив здрав. значи среќа тука измеѓу значи колата и оградата и се спасив. Гледам дека ви е блокиран излезот, воопшто не можете да излезете од И зградата. блокирани ми се и двете коли фатени со кровот. Јас стоев тука, таква олуја не сум видел. Така одеднаш извади кровот и го симна доле. Добро, Тамара, ти си на една локација во Скопје, но штети има и блокирани улици на повеќе делови во Скопје. Она што е сепак сериозно е што од паднатите предмети има десетина лица кои побарале медицинска помош. Каква е нивната состојба и каде се згрижени? Десетици повредени има, обично се земени со брзата помош, меѓутоа има и онакви кои што доброволно отишле во амбуланта или во болница. За сега, според последните информации кои ги имаме, 6 лица се сместени тука во старата градска болница, најголемиот дел од нив со повреди на главата и посекотини. 4 има во ургентниот центар, додека еден сам се пријавил во болницата 8 септември со повреди на главата. Најчесто повредите се посекотини, меѓутоа
според ќе видиме во текот на вечерта дали бројот на повредени ќе расте. Се надеваме дека нема и дека не се толку сериозни повредите, меѓутоа сепак е сериозна ситуацијата и од невремето и со повредите кои што се здобиле и овие граѓани, како што кажав, се сместени во ургентниот центар на Клинички во 8 септември и во старата градска болница. Тука во Карпаш ние го сретнавме и градоначалникот Сотир Лукровски, кој што правеше обиколка. Можам да кажам дека на неколку улици веќе се работи, бидејќи штетата е сериозна. Тој апелираше и до граѓаните кои што можат пред нивните згради секако со внимателност да почнат да расчистуваат, меѓутоа да внимаваат поради тоа што се уште може да се забележат кровови, кои дел од крововите покривите кои што висат, оние лимови, и доколку видат или некој е повреден да му пружат помош. На тоа апелира и граѓаните кои што разговарав тука со нив, велат најсериозно сега е да не се откачи уште некој дел, уште некој лим од покрив, бидејќи во моментов тоа е најсериозното. Во продолжение го слушнеме и градоначалникот на Карпаш. Во моментов немаме пријава за повредени, барем за сега, што е најважно, да кажеме. Првин влеговме во потока ако не дај Боже има повредени. Формиравме, кризниот штаб е ставен во функција, формиравме 3 екипи од наши вработени. Во соработка со полициската станица Карпаш ги детектираме најкритичните места, значи моментално тука имаме паднат кров на Никола Русински и имаме прекин на сообраќајот на Партизанска. Би апелирал додека не се организираме да видиме од луѓето што ни фали, да секој од граѓаните излезе во своето мало, пред својата зграда, пред својата куќа и она што е во нивни можности да биде тргнато од улиците, да се види, пак ќе кажам, да не случајно има негде повредени, имаме случаеви да висат парчиња од кровни конструкции по терасите, да се обележи некако тој простор со ленти. Тамара, веројатно во текот на вечерта ќе се санираат последиците. Како се случи невремето? Невремето, Маријан, можам да кажам дека одеднаш се случи, беа затекнати сите, дури и јас бев затекната од невремето, меѓутоа никој не очекуваше дека има волкава штета. Ова е само еден дел, само една слика од штетата која што ја направи попладне невремето во Скопје. Буквално нема населба, можам да кажам, која што не е засегната, каде што нема штета, но ние фотографии, но и видеа кои што можат да се видат на социјалните мрежи, буквално загрижувачки како летаат покриви од згради, од училишта. Речиси, сите општини ги свика своите кризни штабови за што побрзо да се справат со целата ситуација во која што беа затечени и да се санираат штетите, бидејќи, како што кажав, буквално во секоја зграда има по некоја штета, но бидејќи, како што кажав, ова е само дел од сликата, да видиме каква беше и другата слика од другите општини во главниот град попладнево. Викнавте пожарна? Благодарам, Тамара, за овие информации во Централниот дневник.